Благодарам. Уште од минатата недела ја стартував пред кампањата во четвртата изборна единица, каде што ќе бидам носител за парламентарните избори. Атмосферата е навистина одлична, луѓето доаѓаат, не поддржуваат, се приклучуваат кон ВМРО-ДПМН и очекувам во четворката да имаме најголема победа за ВМРО-ДПМН, да освоиме најмногу гласови во апсолутна бројка и најмногу пратеници. Во Радовиш има одлична атмосфера. Вечерва имаме средба со сите наши активисти, со оние кои што се срцето на партијата, да позборуваме со нив, да се организираме и да имаме една успешна кампања. Очекувам двојна победа, победа на претседателските избори и победа на парламентарните избори. После 8 мај претседател да биде Гордана Силјановска, Христијан Мицкоски да биде премиер на Македонија. Имаме бројни работи кои што ќе ги направиме за овој регион. Конкретно за општина Радовиш планираме еден инвестициски циклус од некаде 10 до 12 милиони евра во следните 4 години исклучиво во инфраструктурни проекти, водоводи, канализациони системи, понатака асфалтирање на улици, решавање на партерно уредување, плоштади, здравствени домови, градинки, училишта, да еднаш за секогаш се затвори таа тема на инфраструктура и после 4 годишен циклус, следните 4 години да можеме да зборуваме за покрупни проекти кои што може да се реализираат. Исто така во делот на економијата планираме намалување на даноци што ќе ја потикне економијата, кај пензионерите е линарно зголемување на пензиите за 5000 динари и бројни други работи кои што ќе ги презентираме, така што еве тоа е причината што сум вечерва во Радовиш. Има ли една фер изборна кампања? Да, очекувам од наша страна ќе направиме се да е фер и достоинствено, тоа го бараат граѓаните и мислам дека така треба да биде. Благодарам на можност.